Почитувани, 12 дена нема никаков одговор, ниту одговорност, никаква реакција за трагедијата во која што изгореа 45 мина како резултат на криминал и на корупција. 12 дена од автобуската несреќа во која што загинаа 45 граѓани на Македонија, а власта нема одговори. 12 дена нема одговор како е можно автобусот на смртта 135 пати да ја мине границата без лиценца за меѓународен транспорт. 12 дена нема одговор дали навистина се менувани документи и автобус за превоз на 49 патници е претворен во автобус за 54 патници. 12 дена нема одговор како е можно инспектори да не можат да влезат во една фирма одговорна за транспортот на смртта. 12 дена нема одговор дали коалицијата СДСМ-ДУИ и останувањето на власт е поважна од животот на граѓаните. 12 дена Македонија нема одговор и 12 дена Македонија повторно очекува одговор од истрага, цитирам, не откривме ништо конкретно како за модуларната болница во Тетово. Почитувани, за неполни 3 месеци 60 граѓани се пеплосани заради криминал и корупција, а одговорност нема. Коалицијата СДСМ-ДУИ ги обвинува граѓаните. Институциите во Македонија наместо истрага си ја префрлаат одговорноста, а постои признание од директор на Инспекторатот за транспорт дека автобусот на смртта не бил регистриран и дека така вршел меѓународен транспорт и поминувал граница. Ова е повеќе од срамно, повеќе од нечесно за било која власт и држава. Македонија најмалку го заслужува ова. Избори, смена на власт, кредибилна истрага со одговорност за сите криминали и за сите корупции. Ви благодарам. Дозволете да ви одговорам на две прашања. Коментар. Алтернатива во владата. Најпрво ми коментар за ревизија на судските случаи. Очигледно алтернатива наместо партија која што сака да промени нешто во општеството и да стане коректор на искривените вредности, станува партнер на криминалната дружина на власт на СДСМ-ДУИ. Исто така, ја користам приликава и да прашаме до кога политичките партии во власта кои што не се дел од СДСМ-ДУИ и алтернатива ќе бидат слепи и неми посматрачи на сите криминали, неправди и политички договори кои што се на штета на сите граѓани во Македонија. Од друга страна, Заев покажа дека е спремен да ја плати секоја цена само за да продолжи со крадењето, тендерите и разградувањето на државата. Но и денес СДСМ станува партија на многу проблеми и денес Заев е повеќе од порано заложник на Али Ахмети и на ДУИ. Не е прашање дали, туку кога час поскоро оваа власт ќе падне. Во однос на коментар за ревизија на судските случаи, тоа во нормална држава би требало да е работа на обвинители и на судски органи. За жал се додека на маса се збори за овие работи, а не во судница, имаме такви епизоди какви што сведочиме. Јавноста не треба да наседнува на фолклорот на СДСМ и на алтернатива. Тоа е само завесата со која што тие упорно манипулираат со чувствата на граѓаните, а зад таа завеса се функциите и министерствата кои што си ги делат и кои што им носат приходи. Секогаш, кога се одвива некаква кражба, тие ја вртат темата кон националната реторика, кон судски случаи и јавноста не треба да наседнува повеќе на вакви веќе видени епизоди. Ви благодарам.